Поштувани пратеници, поштувана јавност, господјо Дамева, од она кое што можам да го видам низ медиумите, вие од Судскиот совет мислев дека така се однесувате дека живееме во паралелен универзум, а после ваше излагање сум убеден дека живееме во паралелен универзум. Со оглед на тоа дека ние одиме на избори, вие не, и со оглед на тоа што ние имаме секојдневни контакти со граѓаните, на кои што оние кои што треба да ги дисциплинирате им судат, ќе се обидам во пократки црти да ви објаснам што се случува и дека вашиот паралелен свет не соодветствува со реалниот свет во кој што живее Македонија. И тоа ќе се обидам да ви го аргументирам од неколку страни. Пред да започнам, ќе ви кажам исто како и на Советот на јавни обвинители, а тоа е дека вие, како Судски совет, немате кредибилитет и авторитет да воспоставите правичен судски систем во Република Македонија. Немате кредибилитет и авторитет да воспоставите правичен судски систем во Република Македонија. Сметав дека после ова се што се случува и она кое што го бараат граѓаните на оваа држава, дека денес вие, кога зборувам за вие, мислам на целиот Судски совет, ќе донесевте овдека папки во кои што ги депонирате вашите оставки. Граѓаните ги бараат вашите оставки како членови на Судскиот совет и сега ќе видиме зошто. Пред да преминам на она што се анализи, критики, за жал нема пофалби за судството во Македонија, вашиот говор 3/4 е поврзан со буџетските средства. Тоа е затоа што не можете да се пофалите со судски одлуки. А ќе видиме понатаму и зошто. Неколку пати ги споменавте граѓаните на оваа држава, кои што бараат оставки од вас, но вашиот паралелен свет вели дека 25% од граѓаните имаат доверба во судството. Не, довербата е 2% или статистичка грешка. Тоа се аргументите и тоа се фактите кои што се реалност во Република Македонија. Почитувана Дамева, неколку пати спомнавте Европска унија. Ајде со аргументи. 2023 година. Македонија нема напредок во делот на судството, корупцијата е загрижувачка, оценува Европската комисија за извештај од 2023 година за Македонија. Че не јас, не опозицијата. Ви кажува да се заврши имплементацијата на стратегијата за реформи во правосудството, ажурирање на акцијски план. Ви кажува ревидирање на законодавната рамка и целокупното функционирање на Судскиот совет, да се зајакне неговата транспарентност и независност и да се забази имплементацијата на стратегиите за човечки ресурси во судството и се разбира во обвинителството. Да се осигура дека АКМИСот е целосно функционален, а што му кажуваат ова, значи не е функционален АКМИСот. Потоа ви велат од Европска унија, корупцијата останува распространета во многу области и тоа е загрижувачко прашање, дека е зголемен бројот, а не намален, на одложувања и враќање од почеток на судењата за многу случаи во Република Македонија, за кое што вие потоа сте директно надлежни. Се вели дека максималните законски казни за конкретни кривични дела поврзани со корупција се намалени, што има импликации врз ново, вклучително и во други обвиненија. Европска унија не ве цени како што вие доживувате дека ве цени. Во поглед на нашиот стратешки партнер, во 2023 година, лично амбасадорот писмо има испратено, кај што вели дека се загрижени за големиот број на предмети што апелација ги враќа на повторно судење. Значи и тие добро не зборуваат за вас, да не ги образлагам понатаму сите други работи кои што ви ги припишуваа како Судски совет. Она што гледаат граѓаните од медиумите, штувана Дамева, се насловите од типот
политички кадар во судскиот совет, Мустафа се закани со затвор на претседателка на Врховен суд. Тие ви се таму колеги во судскиот совет и тоа е она што гледаат граѓаните. Не остана нејасно на сите нас во државата што стана со господјата ваша претходничка Црвенковска. Останавте должни да ни кажете кој кого притиска во судскиот совет, дали тие што притискаат Црвенковска и ја натераа да си даде оставка, сега вас не ве притискаат или како е тоа таму, не знам, но не е секако добро, остана неодговорено за граѓаните на оваа држава. Значи, ниту оние кои што не оценуваат кај што сакаме да одиме и да преговараме, ниту оние кои што се стратешки партнери не зборуваат добро за судскиот совет и за правосудството во Република Македонија. Штувана Дамева во извештајот, уште на третата страна, велите, Советот во текот на 2023 година одржа 44 седници, кое укажува на зголемување на седниците одржани за разлика од 2022, односно 35. Она кое што се зголеми, за жал на сите нас, не само на вас во судскиот совет, е циркузот во рамките на судскиот совет, на целокупниот судски совет. Она кое што се случуваше во 2023 година, со ваше разрешување, именување, еден, друг, трет, тоа беше циркус, господјо Дамева. Тој циркус им го приредивте на 2 милиона луѓе. Тој срам им го приредивте на 2 милиони луѓе. И се поставува прашањето, ако вие меѓу себе не се почитувате, како може да барате почит од било кој друг надвор од таа институција? И не случајно е тоа дека ниту од Европска комисија имаат почит и високо мислење за правосудството во Македонија, ниту пак граѓаните имаат високо мислење за правосудството во Македонија. И ова го мислам за сите членови во судскиот совет. Вие сте нивни представников дека и треба да им пренесете дека оставки треба да се дадат сите од прв до последен. И тоа ќе се случи затоа што оваа генерација на политичари и оваа политичка номенклатура, која што победи убедливо на избори, има намера да донесе право и правда. Право и правда со оваков судски совет ниту може, ниту ќе се донесе. Проблемот, наречен судски совет, не може да биде решение на правниот систем во Република Македонија. Сега ќе видиме зошто. Штувана Дамева во текот на 23 година биле понесени 71 барање за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд. 120, а тоа било во контекст на 123 судии. Согласно член 63 став 4, велите дека Судскиот совет на Република Македонија, комисиите за известители сте отфрлиле 53 барања. Што 71, 53 сте ги отфрлиле против 104 судии, од кои 15 барања за други 36 судии стимале од 2022 година на разгледување. Во текот на 23 година сте донеле меѓу другото и одлука за запирање на 2 постапки за утврдување на одговорност против судија или претседател на суд. Потоа имате едно барање против судија за постапка поведена во 2022 година. И од сето ова, почитувани колеги, ако го читате извештајот, ни кажува дека Советот одлучил да покрене постапка по 6 барања за 4 судии. Значи, се ова што го гледаме на телевизија, секојдневни афери. Еден суд носи една пресуда за исто дело, другиот суд носи различна пресуда за исто дело. Судскиот совет вели дека само 0,02% од судиите биле санкционирани, а под санкционирани не мислам бркање од работа. Не, сега ќе видите како се санкционирани и дека другото се ни е супер во државата. При тоа,
сами си пишувате, верите дека на еден судија за утврдена дисциплинска повреда сте му изрекле дисциплинска мерка намалување на платата во висина од 15% во трајање од 3 месеци. 3 месеци по 15%, тоа вака народски кажано, бидејќи судијата постапувал и одлучувал по предмети во кои полномошник на странка бил адвокатот кај кого била вработена неговата ќерка и судијата за тоа не го известил претседателот на судот. Имате милионски пример, предмет, во кој што вие судите, вашата ќерка треба да добие дело, таа работи ки некој си адвокат, и при тоа никого не го известувате, носите некоја пресуда, бидејќи знаете дека казната ви е 3 месеци по 15%. Нема ни 500 евра казна, препоставувам, тие се оприлика вака платите на судиите. Втор судија му утврдиле дисциплинска повреда и му изрекле дисциплинска мерка намалување на плата во висина од 20% од месечната плата во трајање од 6 месеци. Тука имаме 6 месеци по 20% од плата, бидејќи судијата, како известител по предметите без оправдани причини, ги одоговлекувал постапките и покрај околностите што се работи на предмети за кои се итни, притворски и од јавен карактер. 6 месеци по 20%. Притворски предмети. Еден притворски предмет може да биде многу пари. Почитувани господа и дами од Судскиот совет. 6 месеци по 20% е ич пари. Човечки животи во прашање, правда незадоволена, општество фрустрирано, тој си ги држи во фиок и тој пресудува и во име на закон, и во име на се, бидејќи знае дека во оваа држава, како судија ќе добие 6 месеци по 20%. Понатаму имаме следно. Еден судија за утврдена дисциплинска повреда му изрекле дисциплинска мерка намалување на плата во висина од 20%, исто така во 6 месеци, 6 по 20%, бидејќи не го известил тогашниот ВД председател на судот дека постојат околности кои што ја доведуваат во сомневање неговата непристрасност и судирни интереси, што е причина за изземање, бидејќи неговата ќерка, повторно, била вработена кај полномошникот на тужениот во предметите, со што предизвикал тешки последици кои се манифестираат на повреда на правото на правично судење и непристрасен суд и создавање на недоверба кај граѓаните и судството. Значи, како што вие сте пишале, затоа ве цитирам од извештајот, ако некој судија, ќерка му работи ки некој што треба да земе пари, е оштетен или не треба да даде пари бидејќи направил некој зулум, народски кажано, ако има директен конфликт на интереси, тоа никого не го извести, и при тоа, внимавајте, Судскиот совет констатирал дека тој судија предизвикал тешки последици кои се манифестираат на повреда на право на правично судење, што е основно на човековите права, и дека го нарушува угледот на судството 2%, му давате 6 месеци по 20%. И тука логично се поставува прашањето, му давате толку малку го казнувате, бидејќи угледот е многу мал, па малку нешто нарушил? Мислам дека овие работи се многу сериозни. Понатаму, на еден судија е утврдена дисциплинска повреда, дисциплинска мерка му изрекле во висина од 30% следните 6 месеци. Овој добил највеќе 6 месеци по 30% од плата. И вели вака, Судскиот совет констатира намерно и неправилно направил крупна професионална грешка, при што различното толкување на правото и фактите не може да представува основ за утврдување на одговорност на судијата поради нестручно и несовесно работење во судски предмети. Во случајот, вика, по 2 решенија кои биле досудени трошоци за кривична постапка во корист на оштетениот, судијата ги доставил до ДП по истекот на рокот за доброволна исплата. Во еден предмет досудени се трошоци за кривична постапка на товар на буџетот на Република Македонија спротивно на член 107,
И вели во следен предмет 2 пати е наложена исплата на истите досудени трошоци, еднаш од буџетот на Македонија и после уште еднаш од судскиот буџет за кој што се жалевте дека е мал. По 5 предмети судијата донела одлуки и пред истите да бидат правосилни, ги доставила до Државното правообранителство на Република Македонија с цел доброволна исплата на трошоците кај ослободените и одбиените пресуди. По 15 кривични предмети судијата на записник констатирал дека е запрена постапката, но не донел формална одлука за запирање со што сторил спротивно член. 30 прекршоци, 6 месеци по 30%. Јас како што знам јас, ако вие сте функционер некаде, дали сте министер, директор, градоначалник, независно која функција, со која што се управува со јавни пари, што на Данева, и ако 2 пати наплатите за иста работа, како што е овдека случајот, еднаш од буџетот на државата, еднаш од вашиот, од судскиот буџет пари, тогаш тој функционер, што се терети по член 353 и оди од 5 години па нагоре затвор. Бидејќи такви случаи сме имале во минатото, и вие препоставам ги знаете подобро и од мене, каде што при дупла исплата на некој функционер, независно на која институција, независно од која партија доаѓа, човекот си оди 5+, член 353. И со сменет и со несменет кривичен законник. Ако судија досуди да од истите тие граѓани 2 пати се наплати за иста работа, добива 6 месеци по 30%. И после се прашуваме зошто се бара оставка од целиот судски совет. Што се судиите во оваа држава? Ова се 100 кривични дела човекот направил, дупли пари се исплаќале и он добива 6 месеци по 30% и со тоа е веќе се завршено. Инаку во 2020 година ниту еден судија се нема избркано од работа, ако не грешам, а во 2022 година имате еден. Така? Значи во годините во кои што има најголема корупција, секој ден има афери, се обвинуваат судии, да, точно е, најголем дел се честни, професионални и одговорни и по милион предмети имаат на ден, ама тие не може да доаат до израз, бидејќи овие, насто што треба по 3-5-3 да одговараат со 6 месеци по 30% од плата, господјо Данева. Еве го, и сами сте си кажале дека во 2022 година имате еден судија разрешен, а во 2023 година немате ни еден разрешен. И ако довербата е 2%, што е реална, а може сега не е ни 2%, а и еве според вас да биде тој процент што го кажавте, може ни еден да не е разрешен? Може некој дупло да исплаќа пари од буџет и да не би одговара кривично? Ја мислам дека не може, бидејќи судскиот буџет се пари на граѓаните и тој функционер по 3-5-3 одговара, ама државниот буџет, ама и судскиот буџет е дел од државниот буџет. И судијата не одговара. Што се судиите во оваа држава? Наистина револтира целиот овој систем кој што го имаме во Македонија. Да, само за тоа се согласувам со вас, дека од мал број на суди кои што вие не можете да ги санкционирате. И затоа така ја започнав и мојата дискусија, дека немате кредибилитет и авторитет да воспоставите правичен судски систем во Република Македонија. Ајде сега да видиме во, како викате вие, материјална расправа на извештајот. Во Македонија судовите во месец јануари 23 година започнале со нерешени 109.124 предмети. Биле нерешени. Годината ја завршувате со 131.288 предмети. Така ли е? И со тоа вие самите кажувате дека судскиот систем нешто му фали. Зашто му фали, ќе видиме понатаму што пишува. И друг пат ве молам кога правите извештаи, иако мислам дека нема да имате можност да правите уште еден, собирате ги бројките, бидејќи тие што читаат си ги собираат сами, само не губите време. Поштувана јавност, Врховниот суд во Македонија само го третираат како ажурен
Висшиот управен суд, самиот судски совет вели дека е неажурен. Тука имате направено грешка. Во една од бројките имате ставено една цифра, мислам, повеќе, треба да си проверите. Значи, треба да биде, препоставувам, 44795, вие сте пишеле 44795, ама добро, тоа е техничка грешка и не го земаме за зло. Оно што го земаме за зло е како функционираат судовите. И вели вака, апелационо подрачје Битола, самиот судски совет вели дека е неажурно. Зошто вели дека е неажурно? Бидејќи имаат 1176 предмети. И пред да продолжам со другите судови, сакам да се разбереме на работа сите. Кога зборуваме за бројки, некаде се 300, некаде се 2000, некаде се 100.000 на крај. И да бидам по-прецизен, 131.288 биле нерешени ваа година предмети. Луѓе, и еден да е, а потоа ќе видиме тие се по 10 години колку се, тоа се човечки судбини. Бидејќи чесен човек, одговорен човек, секој одење на суд му е стрес. И секој чесен човек, секој одговорен човек сака да заврши работа брзо на суд. Не може 130.000 луѓе да не знаат што ќе биде и кога ќе им бидат нив конечни, на еден начин решени или на друг начин решени предметите. И да продолжам. Во Битола 1176 предмети се нерешени. Тоа се 1176 семејства кои што се на суд, не знаат зошто се, или поединци независно, или знаат, но треба да добијат епилог во разумен судски. И сами велите дека е неажурен. Апелационен суд во Битола исто така неажурен, а во основниот суд во Битола 5697 предмети има нерешени. И тука имате грешка направено, не се 33, туку 3257 се препоставувам, кои што биле на 1 јануари 2023 година, исто вие два пати тројката искуцана. Крушево, судскиот совет вели дека е судот неажурен. Основен суд во Охрид, судскиот совет ни вели дека судот е неажурен, туку имаше огромна бројка на предмети. Основен суд на Прилеп, самиот судски совет кажува дека судот е неажурен. Основен суд во Ресен, самиот судски совет кажува дека судот е неажурен. Основен суд во Струга, самиот судски совет кажува дека е неажурен. Е сега Тетово исто така велат дека е ажурен судот. И доаѓаме до главниот град. Инаку да знаете дека во интерес на јавноста и на вистината, според судскиот совет, од сите овие што ги почитав до сега, единствено се ажурни Кичево, Дебар и Гостивар. Само тие се ажурни. Така ги оцениле, имаат метода, според бројот на решени и нерешени предмети. Апелација Скопје, неажурен. Основен суд на Кавадарци, неажурен. Крива Паланка судот, неажурен. Кумановскиот суд, основен, неажурен. Основен Неготино, неажурен. Основен Кривичен суд Скопје, неажурен. Основен Граѓански суд Скопје, неажурен. Апелационен суд во Штип, неажурен. Берово, неажурен. Делчево, неажурен. Кочани, неажурен. Радовиш, неажурен, така натаму. И сега што доаѓаме ние? До констатација. Доаѓаме до констатација дека 95% од граѓаните живееме во судски подрачја каде што има неажурен суд. Така ли е? Судовите сами кажуваат дека не се ажурни. Несоодветно ги решаваат предметите. И тоа исто така е факт кој што загрижува. Или на крај, вкупно вели за судовите на цела територија на Република Македонија, ние имаме ни повеќе ни помалку 131.288 нерешени предмети. Ако тоа е голем успех на 1,5 милион држава, тогаш не знам што да кажам. Ако 1,5 милион луѓе имаат 131.288 постапки кои што не добиле епилог, колку треба да има, не знам, 80 милионска Германија. Во милиони треба да се
да се рачунаат. 1,5 милион луѓе со 130.000 нерешени судски предмети. Сега верите вака, во заклучоци. Во престојниот период, Советот во континуитет ќе продолжи соработката со судовите институциите со цел да се изгради систем на доверба. Советот ќе остане гарант за независноста на судството во Република Македонија, а тоа ќе се постигне преку построги, померливи процедури за избор и унапредување на судиите. Верите дека Судскиот совет потребно е да превземе активности кои водат до превенција и следење на корупција со цел да се донесе програма и акционен план за превенирање и следење и корупција на судството 2022 година, 2025 година. Од 2022 до 2025 имате два извештаи, тоа е повеќе од пола ви е поминато, и во тие два извештаи вие не констатирате сериозни проблеми персонални. Проблемот е во тоа што по трет пат немате авторитет како судски совет да тие 5, 8, 10% од судиите им го покажете местото каде им е. На тие им е местото онаму каде што ги праќаат дел од граѓаните. Бидејќи тие проценти на судии предизвикуваат 98% недоверба кон судството и вас како судски совет целосно избришан авторитет помеѓу граѓаните и општеството. Бидејќи таму наместо да разрешувате судии заради погрешни судски одлуки, вие се разрешувавте меѓу себе. Таму каде што треба да цути правото, процедурите и правдата, цутеше неправото, непроцедурите и неправдата. Тоа лично го знаете дека е така. И не може, пак ќе ви кажам, меѓу себе да не се почитувате, а другите да ве почитуваат. Затоа, како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата бараме веднаш вчера уште да си понесете оставки. Бидејќи, како што ги спомнувате граѓаните не веруваат на судството и граѓаните бараат некој кој што е кредибилен и кој што има авторитет на оној судија кој што сте го напишале, кој што дупло и продупло исплаќал пари за ист предмет, кој што оштетил и буџет на држава и судски буџет да одговара по 353, кој што одговара цел нормален свет и сте директори и функционери во оваа држава. А не да биде казнет на 6 месеци по 30% и тоа да биде највисока казна почитувана дамева во цела година. Во цела година, од цело судство, од сите проблеми, највисока казна да е 6 месеци по 30%. И во 2 годишен период, кој што бидејќи се споредува со 2022 година, што е легитимно, само еден судија да е избркан од работа. Тоа е недозволиво. Тоа не ствара доверба. И на крајот на денот, вие, како судски совет, требаше да пратите пораката во судството, дека ниту еден судија, независно со кого е поврзан, независно каков предмет суди, ако не суди согласно закон, ќе биде избркан од работа. Ако тоа го правите со неколку судии во оваа држава, јавни беа случаите, ако експресно ги избркавте од работа, ако како што застанавте меѓу себе таму да се групирате, ако сте заедно се групиравте против определени криминалци во судството, тогаш ќе имавте целосната поддршка и на граѓаните на кои што се повикате и на пратениците кои што ви огласаат буџетот за вашата институција. За жал, Судскиот совет, пак ќе кажам за сите мислам, топтан, не сте на висина ни близко од задачата и треба час поскоро си дадете оставки и да дозволите Република Македонија да се направи соодветен правен систем во кој што судиите, во кој што правосудството ќе го имаат своето заслужено место и ќе служат исклучиво во интерес на законот, правото и правдата. Благодарам.